почитувани, денес 25 македонски национални и патриотски организации подпишуваат повелба за водење кампања за бојкот и неизлегување на претседателските избори, со што всушност повторно се активира националниот блок Македонија бојкотира, која победи марионетската власт за референдумот на 30 септември 2018 година. Националниот блок Македонија бојкотира, наспроти кампањата на марионетите за председател, ќе води кампања за неизлегување и бојкот на председателските избори. Дозволете ми сега да ја запознам јавноста со текстот на повелбата. Единствени во определбата дека кандидат за председател на Република Македонија е прашање на внатрешните околности, а не прашање на делегирање на кандидат марионети за председател од странски центар. Тргнувајќи од заедничките определби дека на Републиката е потребен председател со определба за Република Македонија, како национална држава на македонскиот народ, со гарантирана положба на малцинствата според меѓународното право. Согласни дека не постои нешто што би дало право на било кој кандидат за председател на Републиката да биде марионета на странците. Уверени дека Република Македонија има своји интереси да избере председател кој ќе ја води суверена македонска национална и државна политика и дека оној што сака да биде марионета на странски центар, тој може да се смета за добар европеец или добар натовец, но не и за добар македонец. Ние, представниците на опозицијските политички партии во Република Македонија и национални здруженија, сплотени и единствени околу прашањето за водење на кампања за неизлегување на изборите за председател, донесуваме повелба за стратешка соработка. Цел на соработката. Државната изборна комисија ја потврди кандидатурата на кандидатите за председател на Република Македонија на изборите што треба да се одржат на 24 април, прв круг, и 8 мај 2024 година, втор круг. Спротивно на стремежите на македонскиот народ и поголем дел од државјаните на Република Македонија, на изборите нема вистински македонски кандидат за председател кој треба да се бори за заштита и одбрана на националните и државни интереси. Избирачите во Република Македонија имаат срамен, антимакедонски и непристоен предлог за избор на председател на Републиката од кандидати кои се класични странски марионети, учесници во шарени револуции и кои во својата кариера учествувале во разнебитувањето на македонскиот народ и македонската држава. Тргнувајќи од ваквата состојба, здружувајќи ги силите и користејќи ги сите патриотски, стручни и научни потенцијали, се обврзуваме пред македонскиот народ и државјаните на Република Македонија, вистински и патриотски, а не лажно и предавнички, доколку бојкотот на председателските избори биде успешен, веднаш да понудиме кандидат со национална и патриотска определба на ново распишаните избори. Номинираните кандидати за председател имаат заедничка основа, сорос идеологија и предавства кои имаат за цел да се избере председател марионета со агенда за заокружување на разнебитувањето на Македонија и македонците. Ние сме единствени, стоиме исправено на својата земја и држава Република Македонија, како македонци и ви се обраќаме на македонски јазик, определувајќи се да го повикаме македонскиот народ и државјаните на Република Македонија да не излегуваат на председателските избори. Неизлегување и бојкот на председателските избори спречува геноциден проект врз македонскиот народ. Активности и механизми за остварување на соработката. Формирање на кризен штаб со по еден представник од секој потписник на оваа повелба, како национално оперативно тело кое ќе утврди план на активности. Кризниот штаб ќе раководи соработата на терен, следење и реализација на планот на активности во кои ќе бидат вградени решенијата за успешен бојкот на председателските избори. Заради обезбедување од ризик за фалсификување на резултатите од председателските избори, во согласност со изборниот законник, ќе се акредитираат наблюдувачи на гласачките места на денот на гласањето со овластување од Државната изборна комисија за наблюдување на гласањето. Кризниот штаб за бојкот на председателските избори е во постојано заседание. Работата е отворена за јавноста, кризниот штаб одлучува со мнозинство од присутните.
Координиран настап кон средствата за јавно информирање за реализација на заеднички поставената цел. Кризниот штаб ќе води јавна пропаганда за неизлегување на претседателските избори преку јавно собирање и други настани, јавно истакнување на плакати, видеопрезентации на јавни места, медиумско и интернет представување и дистрибуирање на печатени материјали. Јавната пропаганда ќе се води под слоганот Македонија бойкотира марионета за председател. Повелбата е отворена за пристапување на политички партии, здруженија и поединци. Време траење на соработката. Соработката ќе се остварува се до остварување на целта утврдена со оваа повелба. Соработката може да биде продолжена и по председателските избори, а по претходно меѓусебно усогласување на стабовите. Повелбата е изготвена во доволен број еднообразни примероци за секоја страна. Повелбата влегува во сила на денот на потпишувањето. Силно убедени дека ваквата цел е достижна, ние, подписниците, сплотени и единствени околу водење на кампања за неизлегување на председателските избори, ја подпишуваме повелбата, уверени во остварливоста на нашата цел, заеднички ангажирајќи се на национално ниво. Скопје, 31 март 2024. Почитувани, го слушнавте текстот на повелбата. Пред да пристапиме кон подпишување на истата, да прочитаме кој се ќе ја подпише повелбата. Професор доктор Јанко Бачев од Единствена Македонија. Господин Милан Талевски од Унија на ветерани на ВМРО 1990. Господин Драган Угриновски, пензионери за достоинствен живот. Господин Горан Тасковски, македонска ера, трета суверенисти. Господин Вангел Божиновски, македонска преродба. Господин Ѓорги Манасков, Стопанска комора за енергетика на Република Македонија. Господин Љупчо Алексовски, Фронт за демократска Македонија, ФРОДЕ. Господин Страшко Лумчев, Семакедонски национален совет, Македониум. Господин Гоце Гугуловски, Сдружение Шар Планинец. Господин Маријан Камиловски, Македонско конзервативно движење. Господин Милан Јовчевски, Институт за семакедонско обединување. Господја Бура Ристик, Српски национален совет. Господин професор доктор Бура Ристик, Српски национален совет. Господин Исмаил Бојда, Сојуз на македонците со исламска вероисповед. Повторно господин Драган Угриновски, Македонско патриотско здружение Тврдокорни. Господин Јусуф Брничанин, Светски турски конгрес. Господин Златко Црвенковски, Здружени Басилеј. Господин Астон Палиовски, трета опција за Македонија, том 2003. Господин Злате Војновски, Здружение Обесправени Центро. Господин Илија Богатиновски, Неима. Господин Дарко Сандев, Здружение Крин. Господин Киро Трајковски, Македонска научна академија. Господин Илија Ковачевски, Македонски слободоумни патриоти. Господин Трајко Ѓоргиевски, Проект Ю. Господја Ана Мојсовска, Здружение на тутунари, тутуноберачи Прилеп. Господин Илија Мајсторов, Здружение Железарец. И тие се подписниците.
Денеска не е претерано кога кажам дека навистина е голем ден за сите нас тука присутни, бидејќи се повторно активира Националниот блок Македонија бойкотира, кој што за референдумот на 30 септември 2018 година ја победи марионетската власт, а еве денеска повторно се активира овој блок во врска со бойкот и водење на кампања за неизлегување на претседателските избори. Ние генерално како причина за нашето здружување денеска е што сите вие гледате и целата македонска јавност дека немаме вистински македонски кандидат за претседател на овие избори, туку имаме марионета за претседател кандидати кои што се инсталирани од странски центари, кои што сите слободно можеме да кажеме дека се во основата ја имаат Сорос идеологијата и предавствата во нивните политички кариери. Јас сега тука не сакам многу да образлагам околу тие кандидати, бидејќи ние, како што беше испомнато во воведот, ќе водиме активна кампања од 4 април, кога ќе почне сега, па наредните 20 на дена, како што овие партии што имаат кандидати ќе водат нивна кампања, ние ќе водиме кампања наспроти нив за бойкот и неизлегување на референдум, на средби со граѓаните низ Македонија. Таа кампања и сите тие техники и начини за водење на една кампања, нешто налик на 2018 година што водевме кампањата за бойкот на референдумот. И во таа наша кампања со граѓаните на конкретен начин ќе им покажеме дека не треба да излегуваат на овие избори, бидејќи немаме вистински македонски кандидат. Тука само да не одземам многу време, еве телеграфски ќе набројам. Ја имате за кандидат Гордана Силјановска, од 90-те години учесник во предавствата на Македонија, класична Сорос инсталација во Македонија, која што сега 30 години подоцна се прави недоветна како да била малолетна во тоа време и да не се сеќава на тие предавства, сега ни нудат една опција дека ќе спасувале Македонија. За Стево Пендаровски не треба да трошиме зборови. Одроден предавник, едноставно човек со изгубено национално чувство. Максим Димитриевски не е од античко време па да се докажуваме, пред само 7-8 години, 2017 година беше пратеник и го гласаше Преспанскиот договор и Бугарскиот договор 2017 година и Преспанскиот 2018. Сега се прави голем патриот, не ги признава тие договори, си поплукува на се што фактички го подпишал. Билјана Ванковска, која после војната 2001 година јасно како професор излезе дека Македонија треба да се федерализира со идејата за федерализација на Македонија. Стефчо Јакимовски, учесник во сите предавства, како министер во владата на СДСМ во изминатите 30 години, учесник во промена на името при приемат во Обединетите нации, како фирм во промена на знамето 95 година, го гласеше рамковниот договор од 2001 година, министер беше 2004 кога се донесе територијалната поделба, кога Македонија фактички беше осакатена со доминантно албански општини на потегот од Тетово, Гостивар, Кичево, и неговите претеници во 2018 година исто го гласаа Преспанскиот договор. Така што едни кандидати кои што сега глумат народски кажано лудило, како да заборавиле какви биле нивните кариери, зашто се залагале, и од тие причини ние сега ќе повикаме на неизлегување на овие избори. И за крај само да кажам дека нема големо фајде ако ние само бойкотираме, бидејќи народот ќе не праша што после. Значи ние имаме план за тоа. Тука само ќе спомнам дека веднаш ако ние сега фактички народот го ставаме на тест, на еден голем предизвик, доколку го прифати овој бойкот, дека каже едно не, дека не сака марионете за претседател, тогаш по согласно прописите во Македонија ќе има повторни избори и тогаш ние свечено ќе се обврземе пред народот дека доколку го прифати овој наш апел за бойкот, ќе понудиме вистински македонски кандидат за претседател кој што ќе влезе во таа нова изборна трка, но тогаш ќе видиме со голем поттик, со голема тежина, бидејќи доколку успе бойкотот, како што спомнав, тоа ќе биде една голема победа на македонскиот народ. И исто така ќе му понудиме на македонскиот народ една нова политичка, да кажам, идеологија и доктрина, бидејќи тука во овој состав има и политички партии кои што ќе излезат на парламентарните избори и доколку народот даде доверба, доколку влезат пратеници од овие политички партии, а согласно уставот пратениците се овластени предлагачи, значи ние ќе предложиме промена на уставот со цел промена на политичкиот систем во државата и најпосле да воведеме класичен претседателски систем, како што е во некои држави, со силен претседател, со силни овластувања, бидејќи еден вистински македонски претседател може да ги оправи овие работи само ако има силни овластувања, со силни надежности
Или еве да направиме една компарација како што на времето марионетскиот премиер Заев кажуваше дека треба камшикар, ама марионета како марионета бараше камшикарот да биде од Брисел, да не биде македонски. Ние напротив ќе понудиме решение политичко да се смени уставот со цел да се воведе нов политички систем со класичен претседателски систем, еден силен претседател, не камшикар, неко народски кажано македонски, ќе му дадеме стап во рацете и да удри по овие бандити и предавници кои што 30 години ја плячкаат, ја ограбуваат и дојде сега на ред да ја поништат Македонија. Затоа, почитувани пријатели, на крај само да кажам, бойкотирам претседател за марионета и се надевам дека ќе успее ова наша кампања како што беше референдумот и сите тука после 20 дена кампања ќе прославиме една голема победа на националниот блок Македонија бойкотира. Јас пратам ови медиуми и српски, и македонски, и бугарски, овие Северна алијанса или така наречена Квинта се играт мајта со нас балканците, со државичките. За среќа всегде донеле послушници на власт, кои извршуват тоа што ќе им кажат. У Србија се уште не се дојдени на власт, ама ги буткат. Синоќ носител објавија дека Италија не ги признава возачки дозволи со име Северна Македонија. И во право се. Северна не постои. Постои само Република Македонија. Кога подпишаа Преспански договор, рекоа народот да каже, распишаа референдум. Народот го послуша ово движење. Им рековме, не излегувајте, не гласајте. И народот тоа го направи. Кога видоа дека референдумот пропадна, рекоа, не важи тоа што народот кажува, ќе идеме на собрание. И тамо најдоа на отпор. И што направија? Со сила, со претење, со корупција, со подбитување, со нож претење на луѓето, 13 души ги принудија да гласат, од Велморок преди тоа да гласат за Преспански договор. Тоа ли е демократија? Со сила денеска не терат да менуваме лични карти. Ја викам, неќу да ја менувам. Ама викам, треба да ја мениш, да гласаш. Не гласам, бе, викам. Пензија не можеш да земеш. Ајде, таква власт, која е предавничка власт, издајничка власт, на народот не му треба. Дај Боже да зајакне македонско патриотско езгро, кое денеска мораме се уште слабо, да ги урне предавници. Втора работа сакам да ви кажам за Дора Бокојан. Пред 10 на 15 години во Букурешт Североатлантски пакт држи состанок. Состанокот го води Џорџ Буш. На дневен беше и Македонија да се прими и во НАТО и во Европска унија, као што направија со Бугарија и со Романија. Грција, начело со Дора Бакојани, министерка за надворешни работи, се спротивстави. Џорџ Буш стариот ја утитка, меѓутоа она го убеди францускиот претседател Саркози да застане зад неа. И тој тоа го направи, а тамо отидоа и Груевски, Цренковски, сите и не ја примија Македонија. После толку време, денеска Дора Бакојани им удара нож грби на србите. Иако грците важат за пријатели со србите, Дора Бакојани предложи да Косово биде примено у Советна Европа. Ама што стана? И се јави Саркози после 15 години и рече: Дора, ја тебе ти помогнав во Букурешт, сега ти мене ќе ми помогнеш. Она тоа го направи. Епа, такви се тие наши соседи. Сега борба се води око устав и ово сакам да кажем.
Во Уставот треба да се изфрлат сите национални малцинства. И нас сами да не изфрлат од Уставот. Уставот само треба да стои. Национални малцинства, права, нивни слободи ќе се регулират со закон. Како тоа? Друго. А сега се наши браќа албанци не се национални малцинства, стана народ и зема власт у Македонија. Сакат и председател и ово и не знам што. Али имавме предавници, меѓу македонците имаме предавници кои подклекнаа, кои ја предадоа Македонија и она беше само 10 години, суверена, независна и самостојна. Више Македонија сега нити е самостојна, нити независна, нити суверена. Јас овде го заменувам Горан Тесковски, кој работи на листите моментално од Македонска ера трета суверенисти. Јас сум Маријан Камиловски, сум главен за град Скопје организацијата на истата партија. Значи, сакам да појаснам овде зашто ние се придружуваме кон овој бојкот. Прво и основно Македонска ера трета го поддржа кандидатот господин Ѓорги Манасков кој е овдека присутен. И за жал се соочивме со сите можни обструкции, затоа што нашиот кандидат беше единствениот промакедонски и македонистички кандидат со големо меѓународен углед и стварно имаше што да понуди на македонскава нација како на функцијата председател. За жал, он беше супресиран, бойкотиран од сите медиуми, обструкции имаше на секој чекор, лажни информации дека наводно се повлекол, а воопшто не се повлекол, листите кои ги доносевме едноставно им пријавуваа дека не се донесени. И ова за жал не го гледаме прв пат. Со почитаниот Јанко Бачев застанавме зад Филип Петровски пред 5 години и истото ова го доживјавме. Значи, целата оваа приказка со собирање подписи 10.000 на 2 милиони луѓе е една голема бирократска бариера, намерно направена, намерно дизајнирана, за да може непожелните кандидати, као што е почитуваниот Манасков, кој е супериорен во однос на овие дадениве марионетски смешни фигури, да може да биде бирократски елиминиран, како не би излегол на вистинскиот мегдан, односно кај што самиот народ одлучува, затоа што кога народот одлучува, он е у кутијата гласичка и никој жив не може да влијае на него. Значи, непожелните кандидати мора да бидат отстранети пред да дојде со мегданот со народот. Чисто ради референца, ќе ви кажам, реагирава доста наши иселеници, конкретно од Пенсилванија, од Соединетите држави, и ни го кажава нивниот закон каков е за кандидирање за председател. Значи, у Соединетите држави, кои се 330 милиони луѓе, да се кандидира за председател може секој со 0 подписи, ако зад него стои партија. Значи, и Јанко Бачев, и ние, и други партии имаме право да кандидираме председател без никакво собирање подписи. Собирањето подписи е бирократска бариера, како што кажав преска, која тука да не укочи сите нас. Доколку кандидат сака независно да се кандидира, у државата Пенсилванија му требаат 275 подписи вкупно. Државата Пенсилванија има 9 милиони луѓе. Значи сега тоа би било као кај нас да собираме 50 подписи или 45 подписи. И со право нашите иселеници реагираат затоа што гледаат овие бирократски малверзации што се прават овдека, викаат вие немате демократија, а нас ни се сервира ова како демократија. Значи истите тие Соединетите американски држави ги нарекоа вие хибриден режим. Тоа за жал и соработуваат со тој хибриден режим, што не е во ред, но меѓутоа тоа е проблем на Бајденовата администрација со која не сме у добри односи. Меѓутоа, генерално, ако сакаме функционален демократски систем, мора да се укине ова собирање подписи, затоа што узурпирано вашето право, секој од вас има право да се кандидира и да биде биран или да бира.
Вака тоа право ви е узурпирано, а уставните судии си молчат и баш им е гајле. Чистото важи и системот за оној најкорумпиран дел у Македонија што е, тоа е судскиот систем, кој што има 0,4 доверба кај граѓаните, тоа значи апсолутна корупција има у тој систем. У Соединетите држави судиите се бираат на непосредни избори, самите граѓани ги бираат, окружните судии, и обвинителите и началниците на полиција, односно кај нив шерифите. Значи сите они мора у своите општини да кандидатите да дојдат и пред јавноста, пред медиумите, пред граѓаните да ги изложат своите планови како ќе ги решаваат окружните проблеми, општинските, и граѓаните ќе си ги гласаат. Ние сме научени дека таму има двопартиски систем меѓу републиканци и демократи, меѓутоа не е така вистина. Таму има еден куп партии, ја лично знам 5 партии у Соединетите држави, сите они кандидираат председатели. Тоа што не ги бираат, тоа е последица затоа што е слично сегде двете најголеми партии бираат, углавном се тоа кандидатите кои победуваат. Исто и овие така наречените нивни непартиски избори на суди и обвинители и шерифи. Овде, верувам, повеќето од вас не знаете ни дека постојат такви избори. Меѓутоа, токму тоа спречува корупција у судството. Значи, ако судиите после 5 години покажат дека не покажат резултати, ќе бидат отврлени на следните избори. Тоа е тоа. Тоа е смалува степенот на корупција до бесес. Овде имате статус на доживотни судии. Гарантирани ми е овакво. Ги бираат у парламент на писулче. И владачката партија ќе ви тупне листа да се подпишете, дека ги прифаќате и чао, пријатно. И тоа е независно судство. Не е тоа независно судство. Уште една работа се слагаме со Бачев, тоа е председателски систем. За тројната поделба на власт да функционира како нормална демократска држава, извршната власт мора да биде председателска. Ова што моментално го имаме се вика бицефална демократија, постои у светов и таква, меѓутоа е дисфункционална. Затоа што власта е поделена меѓу председателот и премиерот. И доколку се они од различни политички опции, тогаш има големи дисонанти и дисфункционална е целата држава. Најтипичен пример беше 2001 година, која дојдоа во судир Борис Трајковски, покојниот председател, и тогашниот премиер Бучковски, кој одби да изврши директна наредба од него да го ослободат патот кој беше 2001 у војната завземен од УЧК. Он едноставно ја поништи таа команда и стварите се искомплицираа и дојдоа до издајничкиот Охридски рамковен договор кој за жал мораше. Тоа е све последица на лошите системски решенија кои ги имаме во Уставот, а тој Устав е дизајниран ни помалку ни повеќе од еден од најпроблематичните ликови у современа македонска историја, од Љубомир Фрчковски, кој за жал беше шутнат од американците како кандидат за како предложен овакво амбасадор и го упикава у Обединетите нации. Ја не знам кој го испрати таму, али све е тоа една последица на овој лош систем кој го имаме, така да ние се придржуваме до барањето за председателски систем, односно извршната власт мора да биде во рацете на еден председател кој ќе биде истовремено и премиер. Така е и во големите држави, и во Руската федерација, и во Соединетите држави, Франција, сегде е тоа помалку или повеќе така. Бицефалната демократија се одбегнува и тоа се тие системски решенија кои нашата политика на ера трета суверенисти е да не измислуваме топла вода, туку да видиме функционални решенија по светов и да ги примениме тука, затоа што тоа е нашиот клучен проблем. Овој хибрид што го имаме сега не личи на ништо и ги гледате последиците. Значи, благодарение на тоа имаме една војна, имаме тотален хаос, тотална корупција. Видовте каква катастрофа се деси ковид кризата која беше, избивме на неславното 5-то место по број на жители на милион луѓе. Све тоа последица на ужасните системски решенија. Значи, ја уште еднаш ве повикувам, барајте добри системски решенија по светов
Имате пријатели по светот секаде, Америка, Австралија, Русија, Канада, кај сакате, дајте ги, ќе ги примениме. Значи, јас сум Милан Талевски, го представувам Сдруженијето Унија на ветерани на ВМРО 1990. Тоа здружение е регистрирано 2019 година. Да? И екзистира како такво, вака, може би не е моментот тука, но сепак да кажем, тоа е единствено кое е поминато во централен регистар, си има своја тежина, за разлика од сето она што се случува горе во партијата, со сите тие неформални работи, но тоа не е тука моментот. Зошто го прифатив ова, да го поддржиме ова што стои, нели, како Македонија бойкотира и во продолжение за ова председателска кампања. Ме поттикнува, а тоа го знаат и моите колеги кои се во Сдруженијето, ме поттикнува улогата на ќе се сложите во медиумите големиот фаворит Гордана Силјановска Давкова. Зошто сакам да го кажам ова мое обраќање? Многу малку луѓе го познаваат. Сега да дискутирам за 92 година, тоа е како да сум Лазо Колишевски. Или кој памти тие работи? Но ова се многу битни работи еве за јавноста. Испадна да 91 година ја обавувам функцијата прв повеќе партиски председател на собрание на град Скопје. Знаете и самите, затекнат комунален систем, не донесен закон за локална самоуправа, кој се донесе патем 1996 на 2 септември и знаете 96 година за прв пат се организира избори за градоначалник и за совет. Личности не спомнуваме. Се враќаме на 91-92. Непојмливо беше за тогашниот сојуз на СКМ ПДП, големите градови Скопје, Битола, Прилеп, Кичево, Чаир, да не бидат со нивни кандидати, од тоа ВМРО и не можеше многу да понуди, бидејќи никој не сакаше да се кандидира во тие 29 општини и 5 постоечки скопски, ги знаете старите кои се. И град Скопје, 29 плюс 5 плюс 1. Функционираме некако што функционираме со кочници, бидејќи власта беше зафатена со други работи. И сега се враќаме на вистинската работа. На 4 септември се изгласува, ја викаат влада, иако јас не го прифаќам тој збор, управителство или како. Едно е да управуваш со државата, друго е да владееш со државата. Не се. На 4 септември се формира, ајде да наречеме владата на Бранко Црвенковски. Во таа влада министер без портфолио е и дотичната Гордана Силјановска Давкова. Тука има една соодветна улога и големиот ВМРО-вец со многу мандати, Владо Поповски, да ве подсетам. Во тие наши разговори, кога сме се обидувале, бидејќи ВМРО немаше ништо во тоа време, избега и Љупчо демисира, сите буквално, останавме само ние неколку началници на големите градови кои им сметаа. Беше јасно дека уште ние останавме како да. Сега, дотичната господја, дали беше 15 или 16 октомври, имаме состанок во Битола. Доаѓа таа со Владо Поповски, нормално владава да помогне да каже како ќе менаџира со надлежностите на општините. И дали ќе помогне новата влада со оглед на несредените работи, немање законска регулатива, ние се мачиме што да направиме и не е битно. Веќе дотичната Гордана Силјановска Давкова, како професорка, секоја чест, ја менаџира таа проблематика и она беше представник од владата. Од една страна седи вака како ние со Јанко, а ние сите наредени, може би не беа сите 29, ама сигурно 25-6 председатели од сите општини беа присутни. Тука и разговараме. И нормално ВМРО-вците се рак-рана, или како да речем. И ние кажуваме нашите согледувања едно друго, дури и полемички влегуваме во дуели, објаснуваме, кажуваме што е како е. И во еден момент, дури еднаш, па дури и два пати, што бе вие ВМРО-сите, вашето време помина, вика, гледате, вика, ќе ве средат, вика, помина се. Тоа беа зборови кои јас не можам веќе и сите да ги памтам, меѓутоа начинот однесувањето, надменоста, охолоста,
како они се сега власт, а како ние ВМРО-ските у тоа време градоначалници од народот ги викаат, значи председатели на собранија, сме тука само колку да поминеме уште малку, ќе дојдат други времења, ќе се смени. 2019 година во тие разговори со тели ние ветерани од ВМРО ваму таму со новиот менаџер на партијата, се обедувавме да му кажеме, нас никој не слуша, затоа и го формира Сдруженијето со истомисленици 2019. Имаме кандидатка, сигурно победува. Викаме, бе, човек, вака и вака. Не, сигурно ќе победи. Не се враќаме, помина промоцијата, беше за Фраканција во Струга, ја помина господјата во вториот круг, меѓутоа не помина. И сега имаме еден просто неверојатен податок, повторно се исфрла, и тоа нема против кандидати 7-8, како што имаше во Струга. Значи, Гордана е сама. One man show. Она е понудена од Кико, од Христијан, без никаква компетиција, без никаков ова. И повторно истиот кандидат. Кој кого сега фолира тука? Кој кого лаже? И зошто е тоа направено? Која е целта на ВМРО ДПМН да ја понуди како најсериозен кандидат по втор пат и со убеденост во сета јавност дека таа е апсолутен фаворит и дури сигурно победува со најмалку 100.000 разлика, тоа се нивни изјави во првиот круг. Да не бидам лошо разбран, можеби ова ќе биде пренесено. Немам никаква лоша намера, меѓутоа дотичната професорка го, не да речам го брада, го подценуваше ВМРО ДПМН уште од 1992. За незината улога и зошто тоа го правела, тој е незин проблем, доживеа како круна на кариерата да биде 2 пати председателски кандидат. А да се подигрува со луѓето кои го правеа ВМРО ДПМН формацијски. Во 1990, кога сум молел луѓе да дојдеме да ги запишеме, ние немавме кандидати на сите листи. Впрочем, вие сте возрастни луѓе и сите го паметите тоа. Тогаш беше, како да кажам, дамка, некој да се запише, јас ќе се пишам за одборник или ќе се пишам за пратеник. За пратеници се најдоа 120 луѓе. Ама 29 општини, пута толку и толку, тоа имаше околу 630 до 640 одборника во 29 плюс 5 плюс 1. Тоа е бројката што јас сум ја имал на времето, и вие да најдете 600 и кусуру луѓе, па сега 60.000 ќе се степаат кој да биде пратеник и одборник и директор. Ете, тоа е таа вистина. Може би одолжив, Јанко, но замислите круна на кариерата на професорката која се подсмеваше со ВМРО ДПМН, она вистинското кое го правеше тоа ВМРО ДПМН. Никој не е вечен, така и ние ветераните не сме вечни. Како што не е ни вечно и ова, меѓутоа мора да има некој редосет и почит. Ако некој го правил чедото, детето ВМРО ДПМН, така, редно е тој да се грижи како тоа дете расте, учи и се развива. И како некој се грижи за тоа дете после 30 години. Арно, ама тоа не постои сега. Младите се надмени, напаѓаат, не ги почитуваат. Добро. Зато и јас сум го формирал ова здружение со истомисленици кои ден денеска веруваат дека нешто ќе се случи таму. Штета што е тоа изборот. Ако мене ме прашате, јас сум убеден дека во вториот круг, пошто ќе помине ова, дека нешто ќе се измајмуни под знак на наводници и дотичната нема да помине во вториот круг. Тоа е моje мислење, ан пасан. Тоа е, повторувам на крај, благодарам за вниманието, тоа е единствената, покрај другите причини, немаше каде да го кажам, а ми тежи на душата, зошто некој што се посмевал со светото име, да добие таква чест 2 пати да биде кандидат. Прв пат во компетиција, во надпревар со 7, ѓоа кандидати, а сега сама, без никаков надпревар. Сега, да Јанко и на сите им посакувам да ова иницијатива добие поголема афирмација, поголем впечаток меѓу медиумите, гледате, никој не сме да дојде. Строго контролирани возови.
Значи, ако се погледне минатото на тоа работно место, вие ќе забележите дека за тоа работно место нема никаква извршена работа. Ќе кажем со доста едноставни народски зборови. Човекот, не е важно кој го зафатил досега работното место председател на Македонија, ништо не работил. Шокантно, но погледнете ги резултатите. Според тоа, ова е уште една иницијатива и се надевам дека ние овде ќе оформиме дефиниција за председател на Македонија. Председател на Македонија не е исто и председател на Русија, председател на Афганистан, председател на Дубај. Сите се потполно различни работни места. Немаат врска едно со друго. А ние овде немаме ни дефиниција што треба да работи човекот. И затоа многумина се дрзнуваат да се кандидираат за председател, затоа што крајната цел е апанажа. Ќе си поседи 5 години, а потоа се другото му е ќар за истите пари, седи и ужива празен. Нити некој ќе го праша претходно што си правил, нити некому ќе каже што можел да направи. Според тоа, сметам дека ова е вистинското место каде што ќе дефинираме. Значи, овој, верувам, поход што го правиме, ќе го донесе истиот резултат како и претходниот, затоа што правдата е на наша страна и климатските услови се точно такви. Но најважно за нас е во следниот чекор. Тој што ќе се кандидира председател треба да каже што ќе направи за првите 2 месеца и да се мери. Што ќе направи за првата година и што ќе биде крајниот резултат за 5 години. Тој треба да напише со зборови, букви и бројки што ќе заврши. Таков председател. Се друго овде не врши работа. Моето име е Манаско Ѓорѓе. Значи, јас сум еден од кандидатите за председател на Македонија, каде што бе поддржан од Обединети за Македонија, партијата ЕРА и голем број на здруженија, мислам 16 ако не беа. Искрено морам да ви кажам дека мојот план беше како председател на Стопанска комора за енергетика да донесам финанси и готови грандови за Македонија да иде напред. Значи, Чебрен Галишта да се изгради, Вардар Пловен горе до Дунав, проектите се направени, спремни за финансирање, да влеземе во БРИКС. Значи, ако Европска унија не сака, има кој не сака. БРИКС е една организација која што е многу појака и помоќна од Европска унија. И не ни е потребна Европска унија, ако 20 години некој не те пошти, не те цени, немаме што да бидеме со нив. А ако имаат они желба да бидат со нас, еве имаат можност уште, може да не примат у секое време, или може да ни помогне, да дадат пари. Ние немаме ништо против тоа, али ние немаме таква опција. И затоа гледаме да си најдеме втора шанса или втора, мислам тие што реално ни даваат. Затоа отворивме и Македонско-кинеска стопанска комора, каде што исто јас сум таму председател и со нив без разлика што не успеавме да собереме потписи, не дека сум се откажал, што и господин Маријан кажа, медиумски не бойкотира од сите страни. Ние докажаме дека одредени партии од албанските, поготово фатени на дело, уште вториот ден ги собра потписите од дома. Еден од нив, што е исто кандидат за председател, Бујар Османи, третиот ден откако виде дека нема веќе никаква функција, се прогласи дека немат што да живее. Па зарем таков председател не треба, кој што немат што да живее, да не биде председател на држава, па како он ќе ја води таа држава? Они така и живеат. Да не спомнам што рече и господинот за професорката, значи професор, и јас сум професор. Сум држал милиарда предавања на факултети и сегдека и како професор се знае што е функцијата. Со сета почити моја што јас ја држам и они што ја држат, професор си предаваш една лекција, оваа година предам машински материјали или следната машински елементи, тоа е. Али дај што направи професорке за овие 30-40 години приватно, дали нешто заработивте, или Пендаровски.
Значи, ни треба човек кој што реално треба да ја земе Македонија и финансиски прво и економски да се стабилизира, а најбитната работа, што ми е многу нелагодно или да кажам непријатно, што не ни дозволија, како што они собраа потписи во Тетово, значи фатени на дело, и донесени до ДИК, тука во истиот објект, го објавивме тоа ДИК да го провери, гласаа со автобуси, али од други градови. И од други градови по 3 пати се потпишуваа со исти ливчиња, па за нив е законски. Мои луѓе што беа исто во кругот, викам, дали може и они да се потпишат од други градови се? Нека се потпишат. А оно викам, ја утре ќе донесам и автобуси тука да се потпишуваат. Вика, не претеруј. Се ја претерувам, они не претеруваат. Да ме кажам, нема регуларности од ДИК. Ние ќе бойкотираме. Али зборот бойкотирање што значи? Значи дека народот и вака и така му е згрозано од овие претседателски избори. И сигурно нема да излезе во првиот круг, а вториот ќе биде наместен. Све се мести, да ви кажам. До едно све е наместено. И одма ќе ви кажам дека, како што каже господинот, повторно ќе биде Пендаровски. И повторно уште 5 години ќе си прележи, после за апанажа ќе си отиде и ќе си ужива. Пошто нема што да работи. А и ништо не направи, не знам дали ќе направи нешто. Секоја чест кој да биде, нека му е со среќа. Знаеме дека ние ќе бойкотираме, знаеме дека ние ќе се потрудиме да пропаднат овие претседателски избори, али они се толку моќни да се договорат и да си стават што сакат и како сакат. Јас само сакам кратко да се обратам и да кажам малку за прошлите претседателски избори, каде што цензусот тогаш Пендаровски го доби со 41% и покрај оние фалс потписи што ги добива. Сега младите се заминати, значи цензусот не верувам дека ќе успее, дека ќе се постигне. Затоа има размислување да го намали дури на 30%. Но, ние доколку бойкотираме, сигурно ќе добиеме оваа битка и ќе победиме. Бидејќи младите нема да се враќаат, освен овие што им плаќаат автобуси, авионски карти на албанскиот електорат да дојдат да гласаат. Кај нас се останати се само пензионерите и повозрастните луѓе и ретко некои кои се вработени. Сакам да напоменам, доколку во првиот круг успее, значи пројде цензусот, кога на прошлите, кога имаше многу луѓе, успеа, значи, со 41%. Доколку сега биде поголем процентот, значи ќе се докаже дека направиле повторно фалсификат. Значи, убеден сум дека во првиот круг цензус нема да има. Доколку малку и ние се потрудиме да ја завршиме работата онака како што ја вршевме работата со Македонија бойкотира за референдумот. Јас имам толку и ги повикувам сите да не излегуваат на првиот круг на претседателските избори. Јас сум Гоце Гугуловски, представник на Сдруженијето Шарпланинец, и би сакал да посочам некои клучни моменти во оваа наша ситуација. Како прво, треба да се навратиме на нашето почетно основање со Македонија бойкотира, кога целата македонска јавност го бойкотираше референдумот, а тој референдум беше многу проблематичен не само за државата, туку и за регионот. Значи, тука стануваше збор за скоро именување на граници. Македонија беше изложена на еден вид дипломатски инструиран геноцид. Нашите тука велепредавници отидоа го потпишаа тој документ за геноцид врз македонскиот народ, со кој што се откажаа од сите историски национални интереси и не оставија нас македонците сами да се вака на овој начин бориме со нерамноправен противник. Значи, Македонија тогаш не влезе ни во НАТО, туку НАТО влезе во Македонија и окупираше. Македонците се изјаснија многу јасно и гласно на референдумот дека не сакаат ниту преспански договор, ниту било каков договор, ниту НАТО со менување на името. Но ете, некој на своја рака реши тоа да го потпише. Тоа останува како документ и еден ден се надевам дека ќе биде поништено сето тоа.
Во денешната геостратешка ситуација, избор на председател не е наивна работа. Председателот е врховен командант на една армија. Затоа треба ова да се акцентира, не да биде председателот само еден манекен или манекенка или марионета што ќе не представува некаде, ќе се шета со наши пари по туѓи држави, туку да се свати сериозно дека е врховен командант на македонската армија. И јас не ги гледам како врховен командант овие што ни ги предлагаат од калето. Ние у Македонска ретрета суверенисти направивме една аналитика и веруваме дека е точна и дека ќе се обвистини во 90%, веројатно со 90%, а тоа е дека веќе е договорена победа на Пендаровски, односно номинацијата на Давковска е у функција да изгубат они. Дилот, односно договорот е направен да се формира широка коалиција, како што беше 2001 година, на чие чело ќе застане Мицковски, и таа широка коалиција ќе дисперзира одговорноста за новите предавнички овакви договори кои ќе треба да се подпишат, а прв од нив секако е внесување на бугарите во македонскиот устав, без реципроцитет, без барање за возобновување на културната автономија која бугарите 1947 година имаат дадено на македонците, а потоа имаат укинато со Блицкиот договор помеѓу Ѓорги Димитров и Јосиф Брз Тито. Значи, ова е планот и веруваме дека Мицковски ќе биде премиер на широка коалиција у која ќе влезат и комунистите, и ВМРО-вците, и албанските партии и ќе направат тоа што не смее да се направи, а одговорноста ќе ја дисперзираат како у стариот добар социјалистички систем на колективот. Јас сум Емилија Гелева, благодарам за тоа што ми дозволивте да кажам нешто кратко. Се разбира како индивидуално и како член на извршниот комитет на Единствена Македонија, по целост ја поддржувам оваа иницијатива и мислам дека е неопходна. Но освен овие партии кои што посебно големите, нели, ги предложија овие кандидати кои што без друго не можат да ги исполнат критериумите да бидат кандидати, пред се поради багажот што го имаат на недејствување во прилог на Македонија во клучните моменти во однос на недејствување во прилог на Македонија. Тие дејствуваа, но како шарени револуционери, не дејствуваа во 2001 година за одбраната на Македонија на интелектуален план. Така што нема никакво сомнение дека ние како македонци не можеме да гласаме за такви кандидати и може би доколку се успее да се постигне овој бојкот, тој ќе биде еден силен шамар за партиите, посебно поголемите партии, да во некоја народна постапка за повторување на председателски избори, понудат кандидати за председател кои што имаат малку повеќе знаење, посебно за светската политика. Не може да има председател кандидат кој што е одличен професор по уставно право. Или за кандидат кој што ја знае проблематиката на Европската Унија. Како да се зачлениме, кои правила владаат таму, процедури и така натака. Значи, председателските кандидати ги слушам, некои од нив, другите не ни заслужуваат посебно внимание, чисто да слушнам што ќе кажат. За нив светот почнува и завршува во Лондон. Или во Брисел. Никој од нив не понуди некаква автохтона, оригинална, македонска верзија на тоа како ја гледа државата. Но партиите ги знаеме какви се
што се и на минатиот и на референдумот во 2018 година, знаеме дека лидерот на ВМРО ДПМНЕ до крај реално не се изјасни за својот став. Но она што исто така е загрижувачко за мене е соучесниството на медиумите, со мали и ретки исклучоци, значи сите медиуми се соучесници во целава оваа фарса. Тие едноставно не даваат простор на други поинакви мислења. И тие се соучесници затоа што ја формираат сликата дека ова што е понудено е само тоа, дека не може да има нешто друго. Значи, ги форсираат секојдневно само тие кандидати и како тие фактички го поддржуваат матриксот кој што е насочен против Македонија. Затоа јас апелирам до медиумите, како и поранешен новинар посебно, да бидат поотворени и покритични во интерес на сите, зашто тоа се работи за иднината Македонија. За Македонија не се работи за личности кои што би се нашле 5 години, дали ќе дремат, дали ќе потпишуваат погрешни одлуки. Не се работи за личности кои што ќе треба да бидат само председатели. Ние сме пред сериозен предизвик да решиме сами за нашата иднина и мислам дека народот мора да го свати тоа, да свати дека ова би било само да им се покаже повторно на партиите кои што мислат дека се семокни, народот треба да им покаже дека тој решава. Ви благодарам. Им благодарам на сите подписници за обраќањето. Почитувани, кампањата на Националниот блок Македонија бойкотира ќе биде официјално представена за неколку дена, пошто и ќе тргне караванот низ цела Македонија, каде ќе биде посетено секое село и град. Почитувани, ви благодарам за денешното присуство. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живеат државјаните на Република Македонија.